Поевтинувањето на прехранбените производи за 10% во маркетите очигледно го гледа само премиерот. Димитар Ковачевски вчера се пофали дека имало намалување на цените, ама во поголемите супермаркети не го забележавме тоа. Цената на трајното млеко во ноември беше 84 денари, за и денеска таа да не е променета. Обичниот бел леп ако тогаш чинеше 49 денари и по еден месец цената иста. Литар масло и натаму е 115 денари. Нема поевтинување ниту кај млечните производи, односно кај сирењето и кашкавалот. Ова се потврдува и од снимките што ги направивме пред 3 месеци и денеска. Иако од владата кажа дека имало поевтинување на производите и до 10%, сликата на терен и не е баш така. Граѓаните реагираат дека поевтинување нема и затоа бараат реално намалување на цените за колку толку да се закрепи периодов. Граѓаните се жалат дека било крајно некоректно власта да се фали со нешто што сите знаат дека не е така и бараат од институциите да покажат сериозност. Не сум приметила да има намалување на артиклите. Треба подолг период малку за да се стабилизираат тие работи. Сака што е поматно, тука се лови рипчињата. Поевтинување на цените на производиве по маркетиве има? Не, тешко. Не бе, брат, ништо какво поевтинување. Све им поскапо и поскапо. Нема живо. Јас за лекови давам по 5-6 илјади. Сметки да платиш и што останува за живот? Ништо. Тежок е живот и полошо ќе дојде. Полошо ќе дојде. Обеќаат поевтинување, ништо од тоа нема да биде. Иако добија поевтина струја, намалување немаше ниту кај месото. Од месната индустрија веќе кажаа дека не треба да се очекува поголемо поевтинување на производите од сегашните, зашто нивните месни преработки во просек поевтинеле за 8%. Трошоците за суровини и работна рака биле повисоки, па поголеми намалување на цените не биле можни. Во изминатиот период власта неколку пати најави дека цените ќе се намалат и граѓаните колку толку ќе се растеретат од високите трошоци. Цените во меѓувреме паднаа, но минимално, односно за 1 до 2 денари. Иако очекувањата на власта беа дека изминатата година ќе ја завршиме со 12,9% инфлација, пресметките на државната статистика го покажаа спротивното. Па така Македонија 2020 година ја заврши со висока стапка на инфлација од 14,2%.